Уставните измени не може да се случат без пратениците и сега е време тие да одлучат во интерес на државата и граѓаните. На пратениците останува да имаат демократски капацитет и визија да обезбедат европска иднина за граѓаните, бидејќи овде се работи за одлука за обезбедување на непречен процес на преговори со Европската Унија, отворање на кластерите и доаѓање до следни одлуки за кои што повторно е потребно двотретинско мнозинство се до финалното пристапување во Европската Унија. На прашањето како ќе се случи тоа без опозицијата, Ковачевски одговори со констатација. Опозицијата беше и против членството во НАТО, па ние сме членка на НАТО. Опозицијата беше и против договорот со Фронтекс, каде што имаме за прв пат македонски јазик во договор со сите други јазици на Европската Унија. Ние го подпишавме договорот Фронтекс. Македонската опозиција беше против отпочнување на преговорите со Европската Унија. Ние ги отпочнавме преговорите со Европската Унија. Тие беа против преговарачката рамка. Собранието донесе заклучоци за усвојување на преговарачката рамка. Во однос, составот на работната група и за колкав хонорар тие ќе работат, на уставните измени Ковачевски порача. Хонорарите тоа Министерство за правда ќе треба да го определи на каков начин ќе биде, согласно закон и согласно правилници, кога ќе биде направено ќе биде соопштено, а околу ставот на претседателот Пендаровски не знам за кој точно негов став се работи.